Добар ден, се викам Игор Богдановски, дипломиран машински инженер сум и заедно со сајтот ematematika.mk ќе спремиме, ќе објасниме една видео лекција во врска со изводите. Ќе се задржиме на практични примери решање, не на теоретскиот дел, бидејќи практичните примери би се вас многу поинтересни. Ајде да видиме. Значи, прво постојат таблични изводи, нема да ги објаснуваме секој посебно, меѓутоа така како групи може да ги објасниме, значи кога е x на степен, кога е константа на степен x, e на x, потоа има елен, овој корен од x е практично поврзан со табличниот извод x на степен, меѓутоа поради честотата што се користи, затоа е изведен посебно тука. Синус x, значи тригонометриските и аркус функциите се најчестите употребувани. Има уште, меѓутоа не сакав да го оптеретувам оваа видео лекција со повеќе. Правила на диференцирање. Ајде нив малце ќе ги објасниме. Значи под 1 имаме правилото на диференцирање кога се множи константа со функција, тогаш константата се препишува и се бара извод од функцијата. Собирање и одземање на две функции, практично се бара извод од едната плюс минус од другата. Значи се двои изводот посебно на секој од собироците или функциите што се одземаат. Производ на две функции, правилото е под број 3, значи се бара извод од едната по другата плюс обратно, првата по извод од втората. И делење на две функции, практично иде во бројител иде слично како за 3, само знакот се разликува. Така и може тоа е еден начин како да ги запамтите, значи извод од првата по втората минус сега иде тука, првата по втората извод врз долната функција g од x на квадрат. Ајде да видиме сега да решиме еден пример од извод од некои едноставни функции, значи да се пресмета извод на функцијата y еднакво x на втора врз n на x. Како практично тука треба да препознаваме што да правиме. Секогаш треба да се прашаме која е последната операција во функцијата што треба да ја решиме. Последната операција се определува. Замислувам дека практично знам, имам конкретна бројка за x. Како би ја пресметале вредноста на функцијата во тој случај? Значи, ќе биде x на квадрат, например 5 на квадрат, врз e на 5. Ќе пресметаме 5 на квадрат, ќе пресметаме e на 5 и последната операција што ја правиме ќе биде делење. Значи, во случајов делењето е последна операција и го решаваме првото извод. Еве, вака се запишува. И од правилото за делење како што имаме, значи извод од функцијата во бројител по таа во именител минус обратно врз таа во именител на квадрат. Кога тоа ќе се среди, еве овде како изгледа, значи тука нормално се користат и табличните изводи. Така x на квадрат и e на x е сето тоа таблични изводи кои што се користат. Кога тоа ќе се среди, ова вака изгледа, односно уште малце, значи ова се чисто алгебарски трансформации, уште кога малце повеќе ќе се среди, кога ќе се извлечат x и e на x пред заграда, доле е на 2x, па кога e на x со e на x ќе се скратат, вака изгледа конечниот резултат на таа функција кога бараме извод. Извод од сложени функции е нешто слично како изводот од едноставните функции, меѓутоа треба да имаме во предвид дека тука станува збор за функција во функција. Што подразбираме функција во функција? Например, синус на квадрат од x е функција во функција. Синус од x е основната, елементарната функција, меѓутоа функцијата квадрирање е наредната функција. Значи, практично имаме да се квадрира некоја елементарна функција. Две функции имаме во игра. Еве го како оди правилото. Значи се пресметува како извод од првата функција, меѓутоа со внатре другата функција која што е зависна од неа, по извод од таа функција што ја имаме внатре. Најубаво тоа ќе се види на пример. Значи да се пресмета извод на функцијата y еднакво l на квадрат x минус ln од ln од x. Еве,
Повторно треба да определиме сега која е последна операција, во овој случај одземањето е последна операција и го решаваме изводот како извод од одземање, односно на секој дел посебно бараме извод. Во првиот дел имаме практично функција во функција, како што ви објаснив, со синус на квадрат, еве во овој случај имаме со елен на квадрат. Значи квадратот е последна операција, решаваме како извод на степен, значи двојката излегува напред и степенот се симнува, меѓутоа пошто не станува збор за x нешто сме замислиле за x, значи практично мораме да бараме извод од тоа што сме го замислиле што ни игра улога на x. Минус, истото се случува и во другата страна, значи елен од x, ние табличен извод имаме елен од x, така, меѓутоа имаме тука функција во функција, елен од x. Значи, овој елен е последна операција, бараме од него извод е 1 врз елен x, меѓутоа овој елен што е внатре, тоа е функција, внатрешната функција, практично тоа ни играло улога на x и бараме од него помножено со извод од него. Значи, практично тој извод го поделивме на помали изводчиња, кога и тие ќе ги решиме овие елен од x, тоа е извод е 1 врз x, и кога функцијата малку ќе се среди, значи ова 1 врз x излегува пред заграда, ќе дојди ваков резултатот, односно кога тоа ќе се среди со НЗС, со сите тие работи, кои се стави во една дробка, функцијата, резултатот од барањето извод изгледа вака. Одиме натака. Изводот имплицитно зададени функции, тоа се функции кај кои што не може да се направи одделување на зависната и на независната променлива на аргументот од функцијата x од y, него практично се дадени сите во купче и еднакво, например, еднакво на нула или на некоја константа или се едно. Значи, еве во конкретниот пример имаме функцијата x на трета плюс x на втора y плюс y на втора еднакво на нула, меѓутоа секогаш тука мора да имаме во предвид дека y ни е функција од x. Значи, практично ќе користиме нешто слично како извод од сложените функции, кај што имаме функција во функција. Значи, како за сите равенки, така и за оваа бараме извод на целата лева и извод на целата десна страна. Одиме натака, значи од левата страна имаме собирање, значи ги двоиме изводот на секој од делчињата, така од што е сочената функцијата, еднакво на нула. Првиот извод е елементарна функција 3x на втора, меѓутоа вториот извод, овој извод практично доаѓа како множење на две функции, значи извод од едната по другата плюс обратно. И внимавајте, во третиот дел доаѓа карактеристичниот дел, бидејќи y е функција од x, повторно имаме тука, како во служените што објаснувавме, функција во функција, значи степенот излегува напред, се намалува за 1, меѓутоа морам да множам со тоа што играло улога на заменета или замислена промена по y овој прим еднакво на нула. Со мали трансформации тука кога ова ќе се среди, така кога ќе се пресметаат овие изводи, се добива ова, односно членовите што содржат y прим остануваат на левата страна, а другите одат на десната страна и y прим се излекува пред заграда за да може да се изрази y прим како функција, како израз од останатите вредности. Ете го решението малце и средено. Извод од барометарски зададени функции, тоа се функции кои што се зададени, значи двете променливи се зависат од даден параметар во случајов Т. Како се пресметува, сега ќе го видиме правилото, еве го. Значи, y прим практично значи, знаете и dy врз dx. Кога двете страни, и броителот и именителот, ќе ги поделиме со dt, ќе добиеме dy врз dt врз dx врз dt. Односно, тоа се означува y точка врз x точка. Значи, треба да најдеме извод на y по t и извод на x по t и тие потоа да се да се поделат. Еве го y точка, или тоа е dy dt, се пресметува t на квадрат плюс 2t на трета извод, значи имаме собирање, посебно од секој собирок,
изводите и крајниот резултат изгледа 2t плюс 6t на квадрат. X точка е 2t плюс 3t на втора, повторно собирање, повторно секој од собироците посебно, крајниот резултат изгледа 2 плюс 6t, како што е правилото, y' е еднакво на y точка врз x точка, кога тоа ќе се стави, кога ќе се среди малце, кога ќе се извлечи пред заграда, кога ќе се скратат сите исти множители во броител и именител, ќе се добие дека првиот извод од y по x е еднаков на t. И уште да видиме изводите од повисок ред, тоа е практично доаѓа да бараме извод на изводот. Значи извод од втор ред, така втори извод кога треба да бараме извод на првиот извод. Ако бараме трети извод, тогаш на вториот извод уште еден извод. Бараме, еве конкретно на конкретна задача ќе ја видиме, ако функцијата да е y1 плюс x на квадрат аркус тангенс x, треба да се пресмета вториот извод. Еве што значи втори, јас овде напишав само за втор, да не ве забунувам за повисоки редови, и така натака, и на исто правило оди тоа. Значи, прво треба да го пресметаме првиот извод, како множење, значи, првата функција извод по втората, плюс обратно првата по втората извод. Еве тоа е објаснето. Во првата функција внатре имаме собирање, па секој посебно извод по втората, плюс 1 плюс x на втора, аркус тангенс x извод. Еве сега од единицата е 0, од x на втора е 2x, па се множи со аркус тангенс x, плюс 1 плюс x на втора, по извод од аркус тангенс е 1 врз 1 плюс x на втора. Тие кога ќе се скратат, ќе се добија дека функцијата изгледа 2x аркус тангенс x плюс 1, не изгледа функцијата, него првиот извод изгледа така. За да најдеме втори извод, треба на првиот извод уште еднаш извод да бараме. Значи сега во овој случај имаме тој извод, односно тоа е извод од собирање, 2 по аркус тангенс x извод, плюс 1 извод. Или во првиот дел, пошто се собираат, посебно иде, во првиот дел имаме константа по x по аркус тангенс x извод, плюс извод од единицата од константа еднаков на 0. Внатре сега во x аркус тангенс x, тука имаме множење на две функции, значи двојка се множи со x извод по аркус тангенс плюс x по аркус тангенс x извод. Кога тоа ќе се среди, еве функцијата како изгледа, вториот извод конечен, или малце посредена, вака би било, значи овој x-от практично дојде само горе во броител, и вториот извод ќе биде двојка, за отвараме заграда аркус тангенс x плюс x врз 1 плюс x на втора. Тоа би било од мене, ви благодарам на вниманието, се гледаме со некоја наредна видео лекција. Пријатно!